Многу години Бо беше дел од празнувањата во Белата куќа за време на Обама, како што беше Барни за време на председателот Буш. Оваа година божикни честитки испратија председателот Доналд Трамп и првата дама Меланија, без председателско милениче, за разлика од претходните жители на Белата куќа. We have Bo and Sonny Obama. Низ годините, миленичињата на председателските семејства биле за друштво, но имале и уникатна улога. На некој начин тоа ги прави повеќе поврзани со народот. Многу американци имаат кучиња и мачки. Затоа тоа малку ја омекнува сликата за председателите, прикажувајќи ги надвор од нивната роља на врховни команданти. Шкотскиот териер Барни на председателот Џорџ В. Буш често ја развеселувал атмосферата во Белата куќа. It's been a rough week for Barney. Тоа беше тешка недела за Барни. Се шпекулираше дека бил главен кандидат за државен секретар, јавен обвинител или секретар за образование. Но Барни се уште не е номиниран за некоја од високите позиции. Барни, знам дека сакаш да бидеш во мојот кабинет, но веќе ти дадов важна работа. Твојата работа е да се грижиш за госпогицата Бизли. Меѓу останатите познати миленичиња се и Сокс, мачката на председателот Бил Клинтон, Макарони, понито на ќерката на председателот Џон Ф. Кенеди и Чекерс, кучето на председателот Ричард Никсон. Како кандидат за подпредседател во 1952 година, Никсон беше обвинет за прифаќање нелегални подароци. За да ги отфрли обвиненијата, тој детално го објавил својот имот, во кој било и кучето Чекерс, што го добил како подарок. Сакам да кажам дека без оглед на тоа што велат другите, ние ќе го задржиме. Исто така, тука беше и Ребека, женка ракун, која всушност била испратена во Белата куќа за да биде приготвена како вечера за денот на благодарноста во 1926 година, но председателот Калвин Кулич решил да ја задржи како милениче. И се разбира, најпознатото председателско милениче. Кучето на Ворен Хардинг, Лади Бој, мислам дека беше навистина првото славно милениче. Учествуваше во потрагата по великденски јајца. Имаше и свој стол во Белата куќа за председателските состаноци. Тоа куче беше медиумска сензација во раните 20-ти. Костило додава дека Лади Бој го започнал трендот председателот да чува милениче, за да го направи повеќе налик на обичните луѓе.